Ви благодарам, господине Тала Џафери. Почитуван премиер, го слушнав вашето објаснување за ова реконструкција. Искрено да ви кажам, не можам да ги сватам поентите за истата. Не слушнав ни една причина конкретно за разрешувањето на господинот Тевдовски. Воопшто вие не посочивте никакви причини за ова реконструкција која што денес ни ја предлагавте, ниту пак дадовте некаква анализа врз основа на кои показатели, со кои аргументи располагате, зошто овие министри се тие кои што треба да бидат опфатени од вашата метла. За жал, почитуван премиер, и понатаму продолжувате со вашата неискреност кон граѓаните. Никако да извлечете полка од она народната, дека на лагите им се кратки нозете. Ако треба да ви веруваме во сето она што го кажавте, конкретно во делот на економијата, за странските инвестиции, за вработувањата, за капиталните проекти, ако требаше да ви веруваме во величењето на ангажманот, посветеноста, работливоста на господинот Тевдовски, од таа негова работливост економијата светнала со таков блесок, со таков сјај, што очигледно вие, почитуван премиер, од тој блесок никако да ја прогледате реалната ситуација во државата. И што направивте за да не ослепат граѓаните од тој блесок кој што Тевдовски го направил во сферата на економијата, вие со метлата сакате да го исчистите човекот. Господине премиер, лакомоста е многу лоша карактеристика за секој еден човек. А кај вас е премногу изразена. За жал. Се налакомивте на министерското место за финансии, а при тоа не знаевте дека тоа е ограничено со закон. Ако храбрата оставка на заменик министерот по образование Петар Атанасов вие ја протолкувавте како лакомост за министерската функција за образование, па како да ја протолкуваме вашата алчност за да го земите министерското место на министерот Тевдовски? Ова реконструкција е во стилот по мене мижи бабо да ти заба или ради реда. Ако бевте сериозен во намерата дека треба да има сериозна реконструкција, тогаш требаше истата да биде базирана на анализи и на анкети. И вака говорат анкетите. 51,2% граѓаните веќе не ви веруваат во вашите политики, заради тоа што во континуитет ги лажете. 60% од граѓаните ви упатиле порака дека не сте успеале да се справите со криминалот и корупцијата. Кој е прв повикан за цветењето на криминалот и корупцијата во државата? Министерот за внатрешни работи. Него мува, него лажи. Ако реформите во администрацијата граѓаните ги оцениле со доболен 2, тогаш не знам каков аларм треба да ви каже дека треба да го разрешите министерот за информатичко општество и за државна администрација. Благодарам. Мислам дека имате проблем со ова реконструкција. Не се базира на реалната ситуација во државата.